Почитувани граѓани, почитуван градоначалник, колеги советници, врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Валандово и член 60 став 2 од Деловникот на Советот на општина Валандово, ја свикувам 18-та редовна седница на Советот на општина Валандово. На оваа седница вкупно се присутни 15 советници, со што Советот може полноправно да одлучува. За дневен ред на 18-та редовна седница ги предлагам следниве точки. Точка број 1. Предлог одлука за бесплатен престој на децата во јавната општинска установа Детска градинка Калинка Валандово. Точка број 2. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Валандово за периодот 1.1.2022 до 31.12.2022 година. Точка број 3. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за извршување на буџетот на општина Валандово за 2023 година. Точка број 4. Предлог правилник за изменување на правилникот за утврдување на плати, додаток на плати и надоместоци на вработените во ТПП Валандово кои имаат статус на овластени службени лица од областа на безбедноста, одбраната и разузнавањето. Точка број 5. Предлог одлука за донесување на урбанистички план за село Пирава, општина Валандово. Точка број 6. Извештај за реализација на програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во општина Валандово во 2022 година. Точка број 7. Предлог програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во општина Валандово во 2023 година. Точка број 8. Предлог одлука за определување на просечна цена за утврдување на пазарната вредност на градежното, неизградено и изградено земјиште на подрачјето на општина Валандово за 2023 година. Точка број 9. Предлог одлука за определување на просечна цена за утврдување на пазарната вредност на земјоделско земјиште, шуми и пасишта на подрачјето на општина Валандово за 2023 година. Точка број 10. Предлог правилник за начинот на функционирање, наградите, надоместоците и другите трошоци на ТПП Валандово за 2023 година. Точка број 11. Предлог програма за управување со отпад во општина Валандово за период 2023-2025 година. Точка број 12. Извештај за реализацијата на програмата за одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Валандово за 2022 година. Точка број 13. Предлог одлука за давање согласност за воведување на нови образовни профили во средното општинско училиште Гоце Делчев Валандово. Точка број 14. Извештај за реализација на годишната програма за работа на јавната општинска установа Дом на културата 25 мај Валандово за 2022 година. Точка број 15. Предлог програма за работа на јавната општинска установа Дом на културата 25 мај Валандово за 2023 година. Точка број 16. Извештај за работата на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово за 2022 година. Точка број 17. Извештај за работата на територијалната противпожарна единица Валандово во 2022 година. И точка број 18. Информација за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на подрачјето на општина Валандово за второто полугодие од 2022 година. Отварам расправа по предложениот дневен ред. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, истиот го ставам на усвојување, ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за е усвоен предложениот дневен ред. Пред да преминеме на работа по усвоениот дневен ред, отварам расправа по однос записникот од 17-та редовна седница на Советот на општина Валандово. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, истиот го ставам на усвојување, ќе молам да гласаме. Кој е за? Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за е усвоен записникот од 17-та редовна седница на Советот на општина Валандово. Преминуваме со работа по усвоениот дневен ред. Точка број 1. Предлог одлука за бесплатен престој на децата во јавната општинска установа Детска градинка Калинка Валандово. Најпрво ќе му давам збор на градоначалникот да даде образложение. Поведе градоначалник.
Верам председателя, почитувани граѓани, почитувани советници. Со оваа одлука Општина Валандово уведува бесплатен престој на децата згрижени во јавната општинска установа Детска градинка Калинка Валандово за 2023 година. Надоместокот на трошоците за престој во Детската градинка Калинка Валандово, што паѓаше досега на товар на родителите, чиишто деца ги користат услугите согласно уредбите предвидени во правилникот за утврдување на цените на услугите што ги дава јавната општинска установа за деца, детска градинка, и износот на надоместокот на трошоците за престој во установата за деца што паѓа на товар на родителите ќе ги сноси општина Валандово. Износот на надоместокот на трошоците предвиден во член 2 од оваа одлука ќе биде трансфериран на месечно ниво до јавната општинска установа од буџетот на општина Валандово од средства наменети за социјални трансфери врз основа на месечен извештај поднесен од административните служби на установата. Со оваа одлука ќе бидат опфатени сите деца згрижени во Детската градинка Калинка Валандово, кои што се жители на нашата општина, согласно сместувачките капацитети во градинките во возрастни групи и видови на престој. Значајно со оваа одлука која што во моментот кога се носи важи само за тековната година, е тоа што во текот на годината истата ќе биде продолжена без рок, што значи ќе продолжи и понатаму, но во моментот моравме врз основа на моменталните состојби на буџетот на општина Валандово да ја направиме само за 2023 година, но истата ќе биде продолжена и ќе гласи на неопределено време, што значи од утре, 1 февруари, сместувањето на децата во Детската градинка Калинка Валандово и сите други градинки кои што се во склоп на истата, односно се клонови, ќе биде бесплатно. Очекувам поддршка за оваа мерка од страна на сите советници во Советот на општина Валандово, бидејќи се работи за социјален трансфер кој што е значаен за поголемиот дел од граѓани на нашата општина. На директен начин средствата од буџетот на општина Валандово се трансферираат на заедника и граѓаните и се улеснува функционирањето и намалувањето на трошоците од семејниот буџет. Благодарам. Благодарам, граначалник. Отварам расправа по првата точка. Дали некој бара збор? Колешката Јулија повели. Добар ден, почитувани. По однос на оваа точка би сакала да кажам дека советничката група на ВМРО и коалицијата ќе ја поддржиме и убаво е да се помага на луѓето во овие тешки времиња. Меѓутоа сакам да истакнам и јавноста да биде запознаена дека и претходно градинката редовно им помага на родителите кои што се од социјално загрозени семејства и кои примаат социјална помош, исто така и на самохраните родители. Со тоа нивните деца беа ослободени од плаќање на градинка. И воопшто не е проблем оваа точка да помине, затоа што се работи сепак и ќе кажеме за младите, меѓутоа проблем е што самата општина ја направивме како социјален случај, како луѓето воопшто да не можеат да функционираат во неа, бидејќи сме и самите знаете земјоделски крај, земјоделството е донесено до дното. Луѓето готово и да не планираат да ги засеат нивните ниви. Зошто е тоа така? Зошто така гледаат? Затоа што реално не се води правилна политика за еднаквост за сите граѓани во ова општество. Нема реални идејни решенија за проблемите кои што настануваат. На луѓето не им е потребно сожалување. На нив треба да им се вреднува трудот и сами да можат да се овозможат да имаат пристоен живот. Уште еднаш ќе кажам, не сакам да бидам лошо сфатена, ќе ја поддржиме и ја поздравуваме самата одлука. Меѓутоа, не знам колку тоа ќе им олесни самото функционирање на луѓето во оваа општина. Благодарам. Благодарам, колешка. Само една забелешка. Држете се до темата. Јас сепак ви дозволив да дискутирате за земјоделие и за поопширно. Не дела темата. Да, значи темата е Детска градинка
Калинка и одлуката за субвенција на додатокот кој што го плаќаат родителите. И навистина е жално ако мислите дека ова одлука е сожалување со родителите кои што нивните деца членуваат таму. За реплика се јави градоначалникот повеќе. Благодарам председателя, мене навистина ми е многу жално, тоа не е прв пат од почитуваната советничка на вакви одлуки кога имаме ние на дневен ред, да ги декларативно подржи, а потоа да кружи како киша во Крагујевца со своите образложенија. Како прво, многу значајно за локалната самоуправа и за општина Валандово е буџетот да има граѓанска компонента и буџетот да има социјална компонента. Бидејќи, ако сметате дека не треба да ја помагаме на граѓаните и да обезбедуваме поголеми социјални и граѓански трансфери назад до граѓаните, тогаш јас навистина, тоа е моје лично мислење, сметам дека воопшто не треба ни да не се обидувате да бидете дел од Советот на општина Валандово или да ги представувате граѓаните на општина Валандово. Така да, од тој аспект, ние сме горди на мерката која што во моментот е пред вас, како советници, општина Валандово, изминатиот период на ранливите групи, на социјалните семејства, секогаш им излегуваше во пресред, кога станува збор за згрижувањето на деца и детската заштита, но оваа мерка е значајна и за луѓето кои што имаат поголеми приходи, бидејќи значи сериозно полеснување на нивните буџети, кои ќе ги калкулирате сите средства на годишно ниво, посебно ако се во прашање повеќе од едно дете, ако се 2 или 3 деца. Така да ова е мерка во која што ние силно веруваме, на која што сме горди, поради тоа што на директен начин покажуваме како средствата кои што граѓаните по најразлични основи ги плаќаат и во општинскиот буџет и во централниот буџет, а тука дискутираме исклучиво за општинскиот буџет, наоѓаме начин да го изменаџираме функционирањето на буџетот и парите да ги вратиме на најдиректен начин назад кон граѓаните. Доколку сакате да дискутирате политикански и да го вмешате тука и земјоделието и слично, јас можам до недоглед да зборувам за ние како локална самоуправа што сме ги направиле инвестициите на полето на земјоделие, во земјоделието се со цел да го олесниме функционирањето и да го модернизираме земјоделското производство, во кое што силно веруваме. Ако сакам да бидам до крај политички безобразен, ќе ви кажам дека пред 6 години вие ќе го уништите валандовското земјоделие со самото тоа што во Валандово ќе инсталиравте рударска индустрија. Така да вие апелирам на точката која што е за детската заштита, да останеме на детската заштита и на вистина нешто кое што на крајот на денот е прифатено и од сите граѓани во општината, да го поздравите. Имаме можност, имаме рингови во кои што политички ќе се надмудруваме, но да злоупотребувате мерка и да ставате во корелација со земјоделието е некој едноставно мислам дека неуко ве подучил, вие барам претходно се увеш и прогресиравте и внимававте што ќе зборувате, така да многу ми е жал што иако сте за на некој начин како советничка група, ја погрдивте самата ваша декларација дека сте за оваа мерка. Ви благодарам. Благодарам, градоначалник. Контрареплика има колешката Тушевска. Поведи. Мене ми е жал што мислите дека со ова што сум кажала сум ја огрдила самата точка, меѓутоа мора да го спомнам тоа затоа што тоа е ранлив и рак рана на нашата општина, затоа што не зборувам на памет, реално има проблеми кои што се соочуваат и кои што ги имаат самите наши граѓани. Сме поддржували и ќе поддржуваме вакви
одлуки и точки кои што се носат на самите седници, затоа што сме дел од оваа општина и затоа што сакаме добро на нашите граѓани. Не е фер од ваша страна да кажете дека ако имаме некое дополнително мислење или да дадеме некоја наша сугестија за нешто одредено, дека ние сме против. Не. Тоа е затоа што секој има различно мислење и секој може да се го искаже своето мислење баш онака како што треба и како што мисли дека не. А сега вие да оценувате и да кажувате дека овде се работи за политиканство, не. Тоа е факт и реалност. Што го кажав? Јас не одам да кажувам нешто што не е. Самите граѓани го искажуваат тоа. Дека општината е донесена до дното. Дека самите луѓе многу тешко функционираат. Дека производите кои што повторно излегувам од точката, меѓутоа производите за нормално да можат земјоделците поточно за нормално да можат да функционираат и устануваат по самите ниви. Затоа реков дека на луѓето не им треба сожалување, на нив им треба да им се вреднува трудот, односно да им се пружи помош и да им се помогне што е можно повеќе за тие да можат нивните производи да ги пласираат како што треба и да имаат соодветни примања како сите граѓани во државата. Благодарам. Благодарам, колешке. За збор се јави градоначалникот. Повеќе градоначалник. Вака, јас уште еднаш ќе потенцирам дека точката не е поврзана со земјоделие во моментот, туку точката е поврзана со мерка која што значи дека од утре детската заштита на територијата на општина Валандово за нашите сограѓани ќе биде бесплатна. Во истиот момент кога ви давав реплика, ви реков дека зборувајќи декларативно за заложбите за земјоделецот во Валандово, можам и ја да бидам безобразен и да одам до крај и да ве прашувам колку вие и на кој начин кога имавте можност да покажете како се грижите за земјоделецот, покажете. Еве, например, одговорете и на јавноста на општина Валандово, како врвна заштитничка на земјоделското право, дали излеговте на референдумот кој што беше против рудниците и како гласавте доколку излеговте на референдумот. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали има некој друг за реплика? Нема. За збор? Бидејќи никој друг не се јави за збор, првата точка од дневниот ред, предлог одлуката за бесплатен престој на децата во јавната општинска установа Детска градинка Калинка Валандово, ја ставам на гласање. Ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за и усвоена предлог одлуката за бесплатен престој на децата во јавната општинска установа Детска градинка Калинка Валандово. Преминуваме на втората точка од дневниот ред. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Валандово за периодот 1.1.2022 година до 31.12.2022 година. Збор ќе давам на господја Марија, раководител на секторот финансии во општината. Повели. Благодарам, председателе. Почитувани советници, почитувани граѓани, добар ден. Во квартален извештај за извршување на буџет на општина Валандово за четврти квартал од 2022 година се прикажани кумулативно остварените приходи и расходи за периодот 1.1 до 31.12.2022 година. Остварени се приходи во вкупен износ од 219.820.195 денари, односно 84,44% од вкупно планираните приходи за 2022 година. Од пренесеното салдо од 2021 година и вишокот од претходните години, во извештајниот период се искористени средства во износ од 7.719.210 денари. Остварувањето на приходите по видови, даночните приходи се остварени во вкупен износ од 26.485.346 денари, од планираните приходи 105,77%. Неданочните приходи се остварени во вкупен износ од 11.216.487 денари, 98% од вкупно планираните приходи. Трансферите и донациите се остварени во вкупен износ од 177.280.375 денари, во кои спаѓаат дотациите од приходи од ДДВ, наменската дотација за плата на пожарникарите, останатите приходи од блок дотации,
трансферите од склучен договор со Министерството за култура и трансфер од Агенција за државни патишта, донации од странство и тековни донации во буџетот за донации, како и искористеното салдо од 2021 година. Капиталните приходи се остварени во вкупен износ од 4.837.987 денари, 16,92% од вкупно планираните приходи. Извршувањето на расходи во извештајниот период е во вкупен износ од 219.820.195 денари, за плати и надоместоци 125.661.193 денари, за резерви и недефинирани расходи 513.954 денари, стоки и други услуги 59.205.419 денари, субвенции и трансфери 12.916.650 денари, социјални бенефити 657.789 денари и капитални расходи во вкупен износ од 20.865.190 денари, од кои од основен буџет 15.604.048 денари, во кои, ќе ги прочитам сите што сте наведени во образложението, 2.111.137 денари изградба на улица Јосиф Јосифовски во село Јосифово, 1.425.014 денари изградба на пат за поврзување на регионален пат со населено место Горна Мала преку Агенција за финансиска поддршка во земјоделието, 3.695.250 денари изградба на улица Крушевска во град Валандово, 5.274.829 денари изградба на улица Цветан Димов во село Пирава и изградба на две улици во село Дедели, 1.206.800 денари трансфери по одлуки од Совет на општина Валандово на ЈП Комунален сервис Валандово за решавање на водоводната инфраструктура која влегува во трупот на улицата во изградба Моша Пијаде во село Јосифово и за дислокација и изведба на главен цевковод на водоводната линија во градот Валандово, 464.412 денари уредување на простор за изградба на инклузивно игралиште за деца во град Валандово, 1 милион денари санација на улица Лазар Колишевски во град Валандово, 356.886 денари надзор на изградби и 15.720 денари купување на опрема. Буџетот на дотации и донации реализирани капитални расходи се во износ од 5.261.142 денари. Во К2 образецот ви се прикажани обврските заклучно со декември со 31.12.2022 година и во К3 образецот е прикажана структурата на кредити која нема промена во извештајниот период. За сите дополнителни прашања стојам на располагање. Благодарам. Благодарам за образложението. Отварам расправа по втората точка. Дали некој бара збор? Колешката Тушевска повели. Супер презентирање на буџетот. Како градоначалникот претходно го велеше развоен буџет за 2022 година. Мислам, ако добро ве следев, гледам дека поголем дел од буџетот оди за плати. Добро е, пак има некој би да това ставено. Меѓутоа, јас сакам да прашам каде е развојната компонента во овој буџет, на секој за време на изборите. Тоа би беше главна компонента, каде што вие цело време ги убедувавте дека ќе има развојна компонента во самата општина. Или еве едно конкретно прашање од мене до вас, докаде сте со департизацијата на институциите, велевте дека се превработени, дека се политизирани, партизирани. Како е сега? Дали е различно? Дали граѓаните гледат нешто различно од претходно? Или вие дополнително ги превработувате? Затоа што цело време одите со паролата дека треба да градиме соживот. Ајде да видиме дали навистина почна тоа да личи на соживот или само има живот за некој, а за некој нема. Пред 4 години гледав едно интервју кое што вие го дадовте за valandovo.mk и тоа беше само што бевте ставен по прв пат градоначалник и рековте дека ќе се изразите метафорички и дека стопанството е комирано. Дека воопшто не го бива. И еве, пак конкретно прашање, каква е состојбата сега во стопанството? Што направивте вие во текот на минатата година за стопанството? И таму кажувате дека ќе повлечете инвестиции во кои нема да се експлоатира ефтина работна сила, ова го цитирам како што вие го кажувате. Докаде сте со тоа? Не е само да се фалиме со бројки и да ставаме слики во кои што ќе покажуваме дека
се е добро во општината, се ни цвета, а што можеме да видиме дека луѓето не можеме да ги задржиме. Некои мислат како ќе го поминат месецот и најлошо сценарио кој што ни се случува во последно време, луѓето бараат спас со иселување надвор од општината и државата. Ви благодарам. Благодарам колешке. А реплика има градоначалникот, повели. Благодарам председателя. Почитувана советнички, јас не знам зашто вие денес сте толку негативно настроени. Што ви се случило, навистина не знам, но да живеете во некој паралелен универзум. И затоа сега, кога точка на дневен ред е па кварталниот извештај, вие едноставно отворихте теми поврзани најпрво со развојната компонента, па со стопанството, па со партизацијата во општеството. Неслободно, тоа зборува за вашата политичка култура, слободно може да си добикуваме и од место. Од кај да почнем? Развојната компонента на бюджетот на општина Валандово е видлива, без да се отворат овие документи кои што значат квартален извештај и секој еден граѓанин на општина Валандово може да ги забележи со голо око инвестициите кои што се случуваат и кои што се капитални. Плюс, што за нас е многу значајно, што истите тие инвестиции ги распределуваме рамномерно во населени места во кои што немаше камен на камен подместено, сега инвестираме клучна капитална инфраструктура. И јас сум навистина многу радосен што мене ми е битно мислењето на граѓаните, малку помалку ми е битно вашето мислење, бидејќи е цело ставено во обланда на партијата која што ја застапувате. Нешто што за мене е многу значајно, што нема да дозволам таа риторика и тој дискурс ние да го отвориме во Валандово и да создадеме омраза помеѓу граѓаните врз основа на партиска припадност, бидејќи според мене тоа е најужасното нешто што може да ни се случи како локално население. Вие денес едноставно давате лош пример и покажувате како не треба да изгледа со животот во општина Валандово, а тоа е сакате едноставно цел ден додека трае седмицата на Советот ние да се прекупуваме. Нема потреба од проста причина што граѓаните се доволно паметни и интелигентни сами да видат што се случува. Можам да ви ги набројам капиталните инвестиции кои што се завршени изминалата година. Во моментот можам да ви набројам кои капитални инвестиции течат. Само во тековниот месец јануари општината распиша неколку јавни набавки кои што значат капитална инфраструктура. Во поглед на развојот на стопанството можете да ги отворите и најголемите извозници во државата и ќе видите дека доаѓаат од Валандово. Ќе видите дека распишавме веќе јавна набавка која што излезе на барање од стопанствениците на општина Валандово на бизнес форумот, тоа е за инфраструктура на индустријската зона Раброво, каде што претходно се продаваа парцели без да се обезбеди инфраструктурата. Истото се случуваше и индустријската зона во Јосипово, кога без никаква инфраструктура, исто така беа продавани парцелите без претходно да се направи потребната и урбанизација и да се обезбеди потребната инфраструктура. Околу партизацијата, навистина, мислам дека немаме што посебно да коментираме, бидејќи граѓаните во ниту еден момент не треба да ги делиме по партиска основа, а колку ќе успееме во тоа и колку ќе го постигнеме тоа, зависи пред се од нас. По некоја игра на судбината, вие во моментот сте и председателка на ВМРО ДПМН во Валандово и вашето однесување треба да представува пример и за вашите членови и симпатизери. Затоа јас најдобронамерно ве замолувам да внимавате на кој начин се
обраќате и каква реторика користите. Во претходното ваше обраќање рековте дека општина Валандово одопре нота. Ве молам. По ниту еден параметар тоа не се случува, туку по многу параметри општина Валандово е на врвот во моментот. Било од аспект на развојните проекти кои што ги имаме, било од аспект на граѓанските трансфери кои што ги правиме, било од аспект на тоа што по ниту еден основ се трудиме и додека сум јас овде, а мислам дека тоа го чувствувате сите како граѓани на општина Валандово, нема да го делиме населението, посебно по тој основ. Но, реков на почетокот во моето излагање, нешто на вас денес ви се има случајно, бидејќи со посебна жар доаѓате овде за да ја навредувате нашата собствена општина и воопшто тоа не е така. И пак ќе ви кажам, можам да бидам груб и да кажам, па вие сте исто така згрижена во јавните институции и слично, но нема да го направам тоа, бидејќи пред себе и по професија треба да едуцирате и да го дадете примерот и за најмалите граѓани на нашата општина, како треба да комуницираме и да се почитуваме едни со други. Мене ми е жал председателят што и на втората точка ние сме надвор од темата, едноставно сакаме партиско-политички овде да се прекупуваме, доколку се продолжи со истата реторика, навистина нема да наблегувам ниту во дискусии, ниту во реплики, поради тоа што сметам дека е депласирано и дека пред се од, така да кажам, голема љубов кон соживотот и кон вас, сакам и вас да ве заштитам, бидејќи ако ги судиме аргументите, верувајте дека не се на ваша страна. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Имаш контролирање? Не? Добре. Дали има некој друг за збор? Бидејќи никој друг не се јави за збор, втората точка од дневниот ред ја става на гласање. Ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Кој е против? Благодарам. Воздржани нема. Констатирам дека со 9 гласови за, 6 против, нема воздржани, е усвоен кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Валандово за периодот 1.1.2022 до 31.12.2022 година. Преминуваме на третата точка од дневниот ред. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за извршување на буџетот на општина Валандово за 2023 година. Повторно збор ќе дадам на госпоѓа Марија Поведи. Благодарам. Во одлуката за изменување и дополнување на одлуката за извршување на буџет на општина Валандово за 2023 година се врши осогласување според насоките добиени од Министерството на финансии по изгласување на централниот буџет. Се менува член 9, стап 1 алинеја 1, каде што сега е додадена основицата за пресметнување на платата на градоначалникот 26.755 денари, а коефициентот станува ист 2,9. И во член 16 став 2 по зборовите во локалните јавни установи од програми се додаваат зборовите ка култура затоа што беше испуштено во склоп на другите програми. Благодарам. Благодарам, Марија. Отварам расправа по предлог одлуката. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, истата е ставам на усвојување. Ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Кој е против? Благодарам. Воздржани нема. Констатирам дека со 9 гласови за, 6 против, нема воздржани, е усвоена предлог одлуката за изменување и дополнување на одлуката за извршување на буџетот на општина Валандово за 2023 година. Преминуваме на четвртата точка од дневниот ред. Предлог правилник за измена на правилникот за утврдување на плати, додаток на плати и надоместоци на вработените во ТПП Валандово, кои имаат статус на овластени службени лица од областа на безбедноста, одбраната и разузнавањето. Ќе има образложение? Да, Душица Поведе. Се местоци на вработените во територијалната противпожарна единица Валандово
со тоа што во член 4 се врши промена од пермутација број 3 во број 4 и се додава став 1 дека на вработен кој што со овластување ги извршува задачите на командир на територијалната противпожарна единица во Ландово, му се додаваат 20 бода на основната плата. Благодарам. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, четвртата точка ја ставам на гласање. Ја молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Против нема, воздржани нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за е усвоен предлог правилникот за измена на правилникот за утврдување на плати, додаток на плати и надоместоци на вработените во ТПП Валандово, кои имаат статус на овластени службени лица од областа на безбедноста, одбраната и разузнавањето. Преминуваме на петата точка. Предлог одлука за донесување на урбанистички план за село Пирава, општина Валандово. Најпрви образложение ќе даде градоначалникот, повеќе градоначалник. Благодарам председателя. Многу ми е драго и повторно ќе кажам, повикувам да се вклучат во гласањето позитивно и за и политичките опоненти, бидејќи во моментот повторно имаме значајна одлука пред нас за развојот на нашата општина, во конкретниот случај за населеното место Пирава, по добивањето вчера на согласност од страна на Министерството за транспорт и врски. Денес пред советниците на општина Валандово на усвојување е урбанистичкиот план кој што ќе стапи на сила за населеното место Пирава. И да се надоврзам на претходната дискусија која што ја имавме, нема поголема потврда за развојот на нашата општина и на секое населено место со носењето на урбанистичките планови со кои што се овозможува развој на нашата локална заедница во сите сфери на општественото живење, во поглед на домувањето, во поглед на малите комерцијални и деловни објекти, образование и наука, детска заштита. Сакам да потенцирам дека со носењето на овој урбанистички план, општина Валандово може по изгласувањето на оваа одлука да ја започне и постапката за изградба на нова детска градинка по населеното место Пирава, која што е барање на тоа населено место како најголем приоритет кој што го има лоцирано локалното население од Пирава, така да оваа одлука ќе ни донесе низан позитивни нус ефекти кои што ќе значат развој за населеното место Пирава. Така да очекувам поддршка за заедно да бидеме дел од развојот на нашите локални средини. Благодарам. Благодарам градоначалник. Отварам расправа по предлог одлуката. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, истата ја ставам на гласање. Ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за е усвоена предлог одлуката за донесување на урбанистички план за село Пирава, општина Валандово. Извини? Пауза. Во ред ќе направиме кратко. Почитувани граѓани, продолжуваме по паузата. Шеста точка на дневниот ред. Извештај за реализација на програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишти и улици во општина Валандово во 2022 година. Анита, вие ќе дадете образложите. Да, повеќе. Благодарам, председател. Општина Валандово во годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во 2022 година планираше активности во сообразност со средствата кои ги имаше на располагање за таа намена. По проектот за изградба на локални улици и патишта на Министерството за транспорт и врски беше спроведена јавна набавка за улица Моша Пијада во село Јосипово. Во тек е јавна набавка за изградба на втора фаза на пат за поврзување на населено место Горна Мала Јосипово
со регионалниот пат, која исто така ја спроведува Министерството за транспорт и врски. Од средствата од буџетот на општина Валандово и од Агенцијата за државни патишта завршено е со изградба на улица во населено место Балинци. Во тек е изградба на улица во населено место Пирава, завршена е изградба во населено место Пирава Цветан Димов од пошта до гробишта и улица во Дедели. Спроведена е јавна набавка за реконструкција на тротоари на улица Мошо Пијада во Валандово. Спроведена е јавна набавка за уредување на булеварот на Првомајска во Валандово. Завршена е санација на локални улици на територија на општина Валандово. Се работи за улица од 150 метри во градот Валандово, санација на улици во Јосифово и локален пат кон Казандол. Во делот на одржување на улици и патишта завршена е јавна набавка за хоризонтална сигнализација на улици во општина Валандово. Реализирањето на сите градежни работи беше следено од страна на овластени службени лица од администрацијата, како и од страна на надзорен инженер. Изградбата на работите беше во цело согласно со изготвените предмери и со доследно почитување на прописите и стандардите за изградба на нискоградба. Планираните, а неотплачнати работи во програмата за 2022 ќе бидат пренесени и опфатени во програмата за изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта и улици за 2023 година. Благодарам. Благодарам. Отварам расправа по шестата точка. Дали некој бара збор? Бидејќи ни колегата Аспарух повели. Добар ден на сите присутни и граѓаните и на градоначалникот. Имам едно прашање. Колега, само микрофонот уклучи. Зошто планираните улици во Удово не се изградени и каде се пренаменени средствата за тие улици, што беа предвидени? И зошто се спомнува реализација на улици во општина Валандово? Јас мислам дека треба да се дефинират во кои населени места ќе се реализираат тие улици и кои улици. За да знаеме на другата година да видиме кои се изградени, кои не се изградени. Како што гледам јас во извештајот, истиот извештај мислише копиран од ланскиот. Истите улици се повтара. Јосифово, Валандово тротоарите, Мошо Пијада Јосифово и се тоа. И се тие не се завршени улици. И со овие надзорите ќе кажам дека треба да се поведе сметка од општината. Изvedувањето на работите не е квалитетно. Ќе ја спомнам Удово, паркот. Ако не е поиме гарантниот рок да се направите комисија, да се исправат сите неправилности таму. Толку. Благодарам, колега. Реплика има градоначалникот. Повели градоначалник. Благодарам председателя. Почитувам советник Москов. На кој начин се реализира програмата за изградба, одржување и заштита на локалните улици и патишта во општина Валандово и колку нови улици се градат на територијата на општина Валандово, секој може да забележи со свое око посета на истите улици. Валандово не е Истанбул, па да не можете да го поминете цело. Така да многу убаво и вие самите знаете каде се реализираат и кои улици и патишта ги реконструираме. Исто така, ние пошто поради тоа што многу често дискутираме за улици и патишта, ги конкретизираме истите улици, речиси на секоја седница на Совет. И поради тоа, сакам да ви сето тоа го спомна
Анита во своето образложение дека тоа што не е реализирано ќе биде префрлено во годишната програма за тековната година, значи за 2023, но еве да бидеме попрецизни во моментот со средства од Министерството за транспорт и врски, кои што нивната проектна единица ги администрира овие проекти кои што се во суштина средства на Светска банка. Во моментот се работи изградба на улицата Моше Бијаде во Јосипово, а до денес трае јавната набавка за продолжување на патот кој што ги поврзува населените места Јосипово и Горна Мала, че практично продолжи во втора фаза. Не треба да заборавиме, но еве да подсетам уште еднаш, вкупната вредност на целиот тој проект изнесува 1 милион евра само капитална инфраструктура во поврзувањето на двете населени места и отварањето на уште еден влез. На крајот на изминатата година се заврши реконструкцијата на улици во Ландово, улицата кај здравствен дом во Ландово, се асфалтираше улица во населеното место Балинци. Во моментот течат се уште градежните активности во Пирава. Наредниот период ќе бидат распишани јавни набавки. Еве за уште еднаш во тековната година да ги потенцирам, тоа е за асфалтирање на улици во населеното место Калково. Тоа ќе се случува многу брзо, а од пред неколку дена Калково е започната изградбата на новиот водовод. Улици во населеното место Марвинци, вклучувајќи пешачката патека, улици во Удово, вие гледате и назад на тие улици, Топли Леј. Потоа улица ново проектирана, односно улица која што имате и во извештајот, која што за општината има проектна документација која што требаше да биде реализирана пред Министерство за транспорт и врски, исто како и улицата во Балинци, за да, бидејќи таму се објавуваат јавните набавки на во неколку наврати во текот на годината и да заштедиме во време, исто како што беше во населеното место Балинци и ова улица, значи ново проектирана од населба Мечки Мрав до новите градски гробишта, ќе биде изградена со средства од буџетот на општина Валандово, така да не треба да заборавите дека изминатиот период општина Валандово вложува големи средства и тоа е таа развојна компонента во полето на локалната инфраструктура, на локални улици и патишта. И кога ќе ги погледнете средствата, во извештајот 17 милиони денари само за локални улици и патишта, општина Валандово не е издвојувала толку средства од општинскиот буџет само за подобрување на локалната инфраструктура. Во тековната година ќе распишеме и една сукцесивна јавна набавка за во текот на целата година, каде што има потреба да се санираат и реконструираат одредени оштетувања на локалните улици, да можеме тоа да го правиме многу побрзо и поблаговремено, исто да го санираме во поглед на надзорот, бидејќи исто така споменавте, општината надзорниот орган си го бира преку јавна транспарентна постапка, сите забелешки кои што ги имате, нели слободно можете да ги дадете и ние да ги развиваме. Голем дел од тие проекти се и веќе неколку години, а се прилично амортизирани, бидејќи конкретниот парк во Удово се користи и од најразлични групи на луѓе, доколку сакате, пријавете се на јавната набавка за надзорен орган и ќе го вршите и вие надзор, значи таму имаме надзорен орган кој што треба да го гарантира со свој подпис дека завршувањето на градежните активности е
во ред. Не треба да заборавиме дека веќе во тек е јавна набавка околу 6 милиони денари преку средства од Министерството за транспорт и врски и нивните програми за асфалтирање на улици во индустријската зона Раброво. Се надевам дека многу брзо ќе обезбедиме средства и за асфалтирање на улиците во индустријската зона Јосипово. За тоа дискутиравме претходно на кој начин е обезбедена таму инфраструктурата. Изминатиот период во индустријската зона Јосипово се инвестираше и во друга комунална инфраструктура, во канализационен систем. Во моментот заеднички со јавното комунално предпријатие треба да се инвестира и во водоводниот систем. Затоа улиците кои што се приоритет, мислам дека сите ги знаеме, самото локално население ги прецизира во своето населено место кои улици се приоритет и мислам дека тука нема никаква дилема, се знае кои улици ќе бидат опфатени. Наредните денови, мислам дека уште утре започнува и уредувањето на просторот на влезот во град Валандово и изградба на тротоари. Имаме нов договор за реконструкцијата на булеварите реконструкција на тротоарите на улица Моша Пијаде, проект кој што над 2 години не е реализиран. Прво имавме договор со една компанија, односно оператор, па истиот беше раскинат, па нова поставка беше избран на нов оператор. До крајот на април треба да биде конечно завршена реконструкцијата и изведбата на нови тротоари на улица Моша Пијаде. По завршувањето на уредувањето на просторот на булеварот Првомајска кај територијалната противпожарна единица ќе биде распишана јавна набавка и за влезот во град Валандово кај здравствен дом Валандово, кој што е прилично поголем запад со канал за одводнување. Така да, од аспект на реализација на програмата за изведба и реконструкција на локалните улици и патишта, мислам дека општина Валандово навистина дава максимална предност на локалната инфраструктура и тоа, пак ќе кажам, рамномерно. Изминатиот период инвестиравме во населени места кај што воопшто не се инвестираше во локална инфраструктура, како што се населените места Чалак, Лидедели, поимиските населени места како Брајковци и Валинци. Ви реков, наредниот период ќе во кои населени места ќе се продолжи со асфалтирање и предности со дека ќе биде дадени на населеното место Казан. Многу исцрпен одговор мислам дека ви дадов, ама вие тоа го заслужувате. Благодарам, градоначалник. Малку напредовме и во следната точка пред програмата, но во ред, дали имате дополнително прашање или спомнера реплика, колега? Повели? Јас барав одговор од градоначалникот за улиците во Удово, не барав толку обширно објаснување. Го земате времето на луѓето без потреба. За надзор треба некој да сноси одговорност за неквалитетна работа. Посебно на паркот во Удово. И го поканам заедно со било кој од советниците да поминеме заедно, да установиме што е направено и како е направено. Тој е парк на сите нас. Има оштетени плочки што може некој дете играт. Да се повреди, кој ќе сноси одговорност? Толку. Благодарам, колега, за збор. Повели. Благодарам, председател. Јас се потрудив да бидам по-обширен, бидејќи некои од прашањата потоа се повторуваат и затоа мислам, како што и заврши, вие заслужувате детално објаснување. И на повеќе на паркот Удово, кој се представува навистина
инвестиција која што ја направивме пред неколку години, представува едно од најубавите места во општината кои што сме го направиле. За неговото одржување во моментот се грижи јавното комунално предпријатие. Ние ќе се обидиме уште наредните денови на сите овие забелешки кои што ги имате вие да реагираме благовремено. Би сакал да апелирам до вас на вашата советничка и граѓанска одговорност. Не треба да ја чекате седмицата на совет. Можете во секој момент да комуницирате јавното комунално предпријатие или било кој од службите на општина Валандово, за да успееме брзо и ефикасно да реагираме. Ако вие чекате да дојде седмица на совет за плочките кои што фалат, тогаш делијата може да биде поголема. Затоа апелирам на вашата советничка одговорност да покажеме дека заеднички работиме во интерес на граѓаните на општина Валандово. И да не одземам повеќе од времето, бидејќи сигурно советничката група е расположена за други сеанси. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали има некој друг за збор? Видејќи никој друг не се јави за збор, шестата точка е ставам на гласање. Ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Кој е против? Благодарам. Воздржани нема. Констатирам дека со 9 гласови за, 6 против, нема воздржани и усвоен извештајот за реализацијата на програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишки улици во општина Валандово во 2022 година. Преминуваме на седмата точка, предлог програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишки улици во општина Валандово во 2023 година. Кој ќе даде образложение? Градоначалникот, повели градоначалник. Благодарам, председателя. Требаше Анита да го даде образложението, но поради тоа што голем дел од улиците јас ги спомнав во образложението кое што го давав до почитуваниот советник Москов, но за џабе се труда, бидејќи вие они се решили да гласаат против, колку јас и да се трудам да дадам позитивно образложение. Сакам на полето на годишната програма за 2023 година да не ги повторувам истите работи и истите приоритети кои што претходно ги споменав, да напоменам дека општина Валандово има уште неколку проекти за кои што во моментот има склучени договори со Бирото за регионален развој, изградба на каскадниот систем, потоа преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој, изградба на полски пат Јосифово Калково. Ова не го споменавме никаде. Преку Центарот за развој на Југоисточно-плански регион ќе продолжи патеката од Валандово од манастирот Свети Ѓорѓи до населеното место Пирава. Проект кој што општина Валандово имаше аплицирано преку Центарот за развој на Југоисточниот плански регион и за кој што во моментот тече постапка. Така да се надевам дека за програмата, ако не за извештајот, ќе успееме да ги убедиме советниците од ВМРО ДПМН да не поддржат. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Во вашето образложение кажавте и пешачката патека во Марници, која што беше една и од амандманите на колегите од ВМРО ДПМН. Да, но сега е ставена во програмата, така да исто како да е прифатен амандманот. Отварам расправа, дали има некој друг за збор по предлог програмата? Бидејќи никој друг не се јави за збор, седмата точка ја ставам на гласање, ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Кој е против? Благодарам. Дали има воздржани? Нема. Констатирам дека со 9 гласови за, 6 против, нема воздржани, е усвоена предлог програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во
Општина Валандово во 2023 година. Преминуваме на 8-та точка. Предлог одлука за определување на просечна цена за утврдување на пазарна вредност на градежното, неизградено и изградено земјиште на подрачјето на општина Валандово за 2023 година. Образложение ќе даде Анита, повели Анита. Благодарам, председателя. Врз основа на Законот за даноци, Законот за проценка и методологијата за процена на пазарна вредност на недвижен имот, како и врз основа на Законот за локална самоуправа, се донесува одлука за утврдување на просечна цена на пазарна вредност на градежно неизградено и изградено земјиште на подрачјето на општина Валандово за 2023 година. Пазарната вредност на градежното неизградено и изградено земјиште на подрачјето на општина Валандово се утврдува според просечната цена на извршени купопродажби во годината која и претходи на годината која што се врши проценката на земјиштето. Процената на утврдувањето на пазарната вредност на градежното земјиште на општина Валандово се врши според табеларниот приказ кој што ви е даден во одлуката, со однос на во зависност од населеното место и зоната во која што се наоѓа истото. Утврдувањето на пазарната вредност на градежното земјиште се врши врз основа на табеларниот приказ, како што реков, од страна на областен проценител. Со оваа одлука престанува да важи одлуката од 3.5.2022 година со технички број 08/15/5. Сушно станува збор за истата одлука, но поради тоа што сме поврзани со купопродажните договори од претходната година, заради тоа мораме да ја носиме оваа одлука повторно. Благодарам. Благодарам, Анита. Отварам расправа по предлог одлуката. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, истата е ставам на гласање. Ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани, е усвоена предлог одлуката за определување на просечна цена за утврдување на пазарна вредност на градежното неизградено и изградено земјиште на подрачјето на општина Валандово за 2023 година. Преминуваме на 9-та точка. Предлог одлука за определување на просечната цена за утврдување на пазарната вредност на земјоделско земјиште, шуми и пасишта на подрачјето на општина Валандово за 2023 година. Образложение повторно ќе даде Анита. Повели Анита. Благодарам, председателя. Станува збор за истата одлука, како и за градежно земјиште, така и за земјоделско земјиште. Според истите закони, значи според законот за даноци на имот, според законот за процена, методологијата за процена на пазарна вредност на недвижен имот, се донесува оваа одлука за определување на просечна цена за утврдување на пазарна вредност на земјоделско земјиште, шуми и пасишта на подрачјето на општина Валандово за 2023 година, со тоа што при утврдувањето на пазарната вредност на земјоделско земјиште ќе се зема предвид местоположбата, катастарската култура, класата, како и опфатеноста на системот на наводнување. Исто така и овде цената ја дава областен проценител, со тоа што просечните цени се дадени според табелата која што ви е дадена во преглед на оваа одлука и цените се утврдени според просечната цена на извршените купопродажни договори од претходната година, како што претходно ви благодарам. Благодарам, Анита. Отварам расправа по предлог одлуката. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, истата ја ставам на гласање. Ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за е усвоена предлог одлуката. Преминуваме на 10-та точка од дневниот ред. Предлог правилник за начинот на функционирање, наградите, надоместоците и другите трошоци на Фолкфест Валандово за 2023 година. Овде е присутен Григорија Джилвиджиев, кој ќе даде образложение на предлог правилникот. Григорија, повели. Благодарам, председателе. Почитувани советници,
Општина Валандово како организатор на најстариот фестивал на ново компонирана македонска песна Фолкфест Валандово, секоја година фестивалот го организира врз основа на правилникот кој што Советот на општина Валандово го носи. Овој правилник за Фолкфест Валандово 2023 година не е нешто поразличен за разлика од претходните правилници, со тоа што концептот на самиот фестивал останува да фестивалот се одржи во една надпреварувачка вечер во салата Јанко Озунов и две предфестивалски вечери кои ќе се одржат на плоштадот во Валандово. Самиот правилник го одредува начинот на функционирање, наградите, надоместоците и другите трошоци на Фолкфест Валандово. Доколку имате одредени прашања врз основа на правилникот, поведете. Благодарам. Благодарам, Григорие. Отварам расправа по 10-та точка. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, 10-та точка ставам на гласање. Ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за е усвоен предлог правилникот за начинот на функционирање, наградите, надоместоците и другите трошоци на Фолкфест Валандово за 2023 година. Преминуваме на 11-та точка од дневниот ред. Предлог програма за управување со отпад во општина Валандово за период 2023-2025 година. По предлог програмата образложение повторно ќе даде Григорија. Повели Григорија. Благодарам. Значи, согласно Законот за управување со отпад, член 27, лицата кои во вршење на својата дејност во текот на една календарска година ќе создадат повеќе од 200 кг опасен отпад или повеќе од 100 тони неопасен отпад, донесуваат програми за управување со отпадот во согласност со стратегијата за управување со отпадот, планот за спречување создавање на отпад и регионалните планови за управување со отпад. Оваа програма која што сите имате во материјалите се однесува за 3 годишен период согласно истиот закон и истата ги содржи следните работи. Значи, постојано ниво на создавање на отпад по видови, количини и извори на создавање и предвидување на видов и количеството на отпад што ќе се создава во наредните 3 години. Постојани и планирани технички, организациони и други мерки за избегнување и за намалување на создавањето на отпад и намалување на штетноста на истиот. Податоци за постојани и планирани организационно-технички капацитети на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово, постојани и планирани технички, организациони и други мерки за управување со отпадот, како и времена рамка за спроведување на стандардите кои се однесуваат на составот, изработката на одделни производи и пакување и нивна соодветност за повторна употреба или преработка, включително и рециклирањето. Мерки за заштита од штетното влијание на отпадот по животната средина, животот и здравјето на луѓето, како и планирани активности за едукација и за обука на кадрот што управува со отпадот. Управувањето со отпадот на подрачјето на општина Валандово, важно е да се напомене дека не се разликува значително од тековната пракса што се примерува на територијата на останатите рурални општини во Република Северна Македонија, во кои се уште не се целосно задоволени законски утврдени барања, како во делот на примена на принципите на хиерархијата на отпадот, универзалноста на услугата, заштита на животната средина, како и во однос на надзорот во спроведување на законот и примената на казаните мерки врз субјектите. Во таа насока може да се каже дека креаторите на политиките за управување со отпадот во општина Валандово, како и давателот на услугата јавното предпријатие Комунален сервис, граѓаните, предпријатијата, субјектите инволвирани во прометот со секундарни суровини, како и невладениот сектор треба да бидат вклучени и има пред себе одговорна улога секој во својот домен да настојува да се подобрат постепено состојбите во оваа сфера во нашата општина. Доколку има некои прашања, поведете. Благодарам. Благодарам, Григорија. Отварам расправа по 11-та точка. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, истата е ставам на усвојување. Ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Кој е против? Нема. Воздржани? Благодарам. Констатирам дека со 9 гласови за
нема против, 6 воздржани, е усвоена предлог програмата за управување со отпад во општина Валандово за периодот 2023-2025 година. Преминуваме на 12-та точка од дневниот ред. Извештај за реализација на програмата за одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Валандово за 2022 година. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, истата ја ставам на гласање, ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Кој е против? Благодарам. Воздржани нема. Констатирам дека со 9 гласови за, 6 против, нема воздржани, е усвоен извештајот за реализацијата на програмата за одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Валандово за 2022 година. Да направиме пауза? Во ред, ајде, кратка пауза. Почитувани граѓани, се враќаме по паузата. 13-та точка од дневниот ред. Предлог одлука за давање согласност за воведување на нови образовни профили во средното општинско училиште Гоце Делчев Валандово. Овде е присутна директорката на училиштето. Ќе дадам збор да даде образложение. Повели директорке. Благодарам председателе. Добар ден, почитувани советници. Јас сум тука за да ја предложам потребата од отварање на нова струка во нашето средно училиште, за да добиеме дозвола од вас, за да може да го пратиме барањето во Министерството за образование за оваа нова струка. Станува збор за струката електротехника, профил електротехничар за компјутерско управување и автоматика, а другиот профил е електротехничар енергетичар. И дополнување на здравствената струка која што веќе постои со профилот делителен асистент, сега бараме во истата струка отварање на профил медицинска сестра. Во извештаите што ги имате добиено во вашите предметни материјали, ја имате добиено анализата што ние направивме. Од последните неколку години, не само од последната учебна, меѓутоа од последните неколку години, најмногу ученици од наша општина се излеваат надвор, барајќи ја и учејќи ја и запишувајќи се во оваа струка. И затоа сметаме дека ќе биде добро да ја овозможиме учениците од нашата општина да останат да си учат дома, да си учат тука и да им ја приуштиме оваа струка, да ја отвориме оваа струка. Исто така, обезбедивме меморандуми за соработка со фирми, каде што овие ученици ќе можат да реализираат учење преку работа, односно да реализираат практична настава. Сега знаеме дека со изменетото модуларно образование, односно со дуалното образование, учениците почнувајќи од втора година со еден ден, па зголемувајќи ќе бројот на деновите, поминуваат на учење преку работа во компании и во фирми. Ние обезбедивме меморандуми за соработка со компании каде што овие ученици ќе треба да обезбедуваат пракса и да го реализираат предметот учење преку работа. Останува само да ја добиеме дозволата прво од ваша страна, после да го проследиме барањето во Министерството за образование. Доколку има прашања и треба нешто да објаснам од барањето и тоа што стои во материјалот, повелите. Благодарам директорке за образложението. Отварам расправа по предлог одлуката. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, истата ја ставам на усвојување. Ќе ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Кој е против? Нема. Воздржани? 4. Благодарам. Констатирам дека со 11 гласови за, нема против. 10? 5 воздржани? Се извинувам, мила, вие се иземате, така? Добро, моја грешка. Значи, констатирам дека со 10 гласови за, нема против, 4 воздржани, е усвоена предлог одлуката за давање согласност за воведување на нови образовни профили во средното општинско училиште Гоце Делчев Валандово. Директорке, благодарам за образложението и за присуството. Преминуваме на следната точка, 14.
Извештај за реализираната годишна програма за работа на јавната општинска установа Дом на културата 25 мај во Ландово за 2022 година. Овде е присутен директорот на Дом на културата 25 мај. Ќе му дадам збор да даде образложение. Повели директора. Ви благодарам, председателя, почитувани советници. Јавната општинска установа Дом на култура за минатата 2022 година имаше поголем број настани кои презгубуват од програмата и дејностите кои функционираат преку домот. Реализираше проекти одобрени од Министерството за култура, а со својот просторен и персонален капацитет помогна да се реализираат и други активности од пошироката заедница. Така во литературната дејност изготвена е монографија од 300 страни за новиот состав на музичкиот ансамбл Распјани Валандовчани. Истата ќе биде издадена и промовирана во текот на 2023 година. Реализирана настан Валандовско поетикување, кој по втор пат се одржа во Валандово, а ќе продолжи традиционално да се одржа секоја година. На настан учествува поети, поетисти од регионот Валандово, Гедвери и Струмица. Во трајање од 10 дена на текот на летниот период беше отворена и реализирана работилница за креативно пишување. Исто така отворен е клуб на читатели, во кој членуваат 11 луѓе. Читателски клуб остварува средби еднаш неделно. Се работи на најразлични литературни теми, членовите учествуваат во литературните настани, остваруваат средби со современи македонски автори. Од библиотечната дејност, библиотеката Гоце Делчев непречено ги услужува читателите во изминатата 2022 година и успеа да реализира повеќе настани. Беа набавени нови наслови со што се зголеми фондот во библиотеката. На проектот од Министерството за култура беа добиени средства за набавка на книги. Во февруари беше распишен конкурс повод празникот 8 март за песната, расказ и рачна изработка. На манифестацијата во месецот март беа доделени наградите. На 29 април беше промовирана стихозбирката Снежни стихови, во која се застапени стихови од роднокрајни автори. Книгата беше промовирана од Софија Петковска, а роднокрајните автори се представија со своите стихови. 13 мај беше промовиран исто така романот Живот или нешто слично од роднокрајната авторка Магдалена Јованова. Романот беше промовиран из литературни разговори меѓу авторката и професорот Бранко Ѓорѓиев. На 15 јуни беше исто така промовирана нова книга Дидактика за родители од ландовчанецот професор доктор Дејан Илиев. На 26 јуни се одржа промоција на книга Кралицата на моето темнино од ландовчанката Александра Ташева. Романот исто така беше промовиран од професорот Јордан Стојанов. На 6 и 7 септември беше организиран сајм на издавачката куќа Матица. 23 септември беше исто така организиран со издавачката куќа Сакам книга. Во октомври беше распишан конкурс по повод месецот на книгата за песна, расказ и цртеж. Беа исто така наградени творбите. Библиотеката беше посетена исто така од основните училишта и средното училиште. Од музичката дејност, програмска содржина од музичката дејност во изминатата 2022 година, реализирани се неколку програмски содржини од областта на музичката дејност, меѓу кои издавање на носач на звук CD, кои што беа финансиски поддржани од Министерството за култура. CD-то со наслов Во светот на чудото содржи вкупно 16 композиции, придружени со електронска трака. CD-тот на електроакустичната музика за деца е намената за деца како и за музичките работници и наставници по музичко образование и уметност. Автор на музиката е композиторката Ана Пандевска, во изvedба на младите пианисти Ана и Ивана Мазнејкови. Проектот Млади пианисти, исто така часови по пијано, вродија со плод со два јавни настапи на ученикот Здравко Бошначки и еден на ученикот Никола Пандев, и сите реализирани во просториите на домот. Интерпретацијата на ваков вид на музика се покажува како потреба, бидејќи во изминатиот период во организација на другите манифестации во Домот на културата, настапите на поединци, дуети и оркестри од областта на класичната музика биле проследени со можен голем интерес. Новогодишниот завршен хуманитарен концерт од фолклорна дејност на Кут Гоце Делчев со детскиот фолклорен ансамбл при Домот на културата, настапи со вокално-инструментален состав Распјани Валандовчани на традиционалниот настан на Петроденските средби и новогодишниот хуманитарен концерт. Со ваквата политика на домот би се задоволија потребите на граѓаните на општина Валандова во развој на музичката култура воопшто на локално ниво. Во музејската дејност во текот на оваа година беа одржани неколку предавања на ученици
со цел запознавање на материјалната култура, археолошката и етнолошката култура од нашата општина. Во ликовната дејност исто така по 26 пат во Валандово од 1 до 8 2022 година беше отворена и одржана 26-та меѓународна ликовна колонија Валандово 2022. И изложбата на уметничките сликар Владимир Темков беше отворена 35 години ликовно творештво. Учесниците на оваа колонија беа реномирани ликовни уметници од Македонија, Србија и Грција. До отворањето на изложбата се издаде и каталог со слики од овогодишната ликовна колонија. Изложбата официјално беше отворена на денот на ослободувањето на 6 ноември во Валандово. Во домот исто така се одржа и други настани. Исто беше приедено и за денот на борците се одржа пригодна програма, организирани се неколку проекти на Црвениот крст, на планинарското друштво Југ Валандово, извидници Валандово и други настани за потребите на локалната заедница. Благодарам. Благодарам, директоре. Отварам расправа по 14-та точка. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, истата ја ставам на гласање, ќе ја молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Кој е против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за е усвоен извештајот за реализираната годишна програма за работа на јавната општинска установа Дом на културата 25 мај Валандово за 2022 година. Преминуваме на 15-та точка од дневниот ред. Предлог програма за работа на јавната општинска установа Дом на културата 25 мај Валандово за 2023 година. Ќе го замолам директорот да ја образложи програмата. Повели директора. Благодарам. Предлог програмата на јавната општинска установа Дом на култура 25 мај Валандово за 2023 година представува континуитет во обновување на културните активности и настани на дејностите на домот, со цел потикнување и развој особено во творештвото на деца и младите, афирмација и заштита на традиционалните културни вредности, потикнување на граѓанската активизам, визија, комуникација со средината и потикнување на љубопитноста кон културата за посетеност на домот да стане дел од секојдневие. Мисија на домот е реализирање на планираните програми и задоволување на потребите на целокупниот кориснички потенцијал. Така, во литературна дејност за 2023 Домот на култура планира. Во година се планира активности во област на промоција на книги, изложби на книги, конкурси, работилници, предавања, изложби на драми и други дополнителни активности. Првиот планиран проект промоција на монографија 50 години распеани валандовчани. Следни активности од оваа дејност ќе бидат книжени настани со 4 до 5 млади современи македонски автори, чии избор ќе се направи дополнително во тековната година. Настаните ќе бидат реализирани на најразлични теми од областа на литературата. Реактивирање на работилницата за креативно пишување. Читателски клуб ќе продолжи активно да работи, реализирајќи по една средба неделно. Отварање на работилница од областа на морфологијата и правописот на македонски литературен јазик, реализирање по трет пат на настана од валандовско поетикување, размена на книги, книжени разговори, литературни активности, активности кои може да се реализираат неколку пати во тековната недела. Од библиотечната дејност, библиотеката Гоце Делчев за 2023 година ќе набави исто така нови наслови. И во 2023 библиотеката ќе го зголеми фондот на книги. Во февруари ќе се распише исто така конкурс по повод празникот 8 март. 23 април ќе се одбележи денот на книгата и авторското право. Во октомври ќе се распише конкурс по повод месецот на книгата, кој ќе биде проширен со есенска работилница. На почетокот од декември се планира новогодишна работилница. Ќе се организираат сајми со повеќе издавачи куќи. По долги години ќе се организира општински надпревар за млади библиотекари. Ќе биде поставена изложба на книги и ќе бидат забележени и некои значајни дати. Ќе се организира настав на кои своите стихови ќе ги представуваат роднокрајните неафирмирани автори. Од музичката дејност, концертно-музичка дејност, која е планирана за предстојната 2023, ќе се реализира преку целата 2023. Во Домот на културата има предвидено неколку настани, кои ќе ги реализира во текот на година преку проекти и доколку бидат одобрени. Ќе се финансираат од страна на Министерството за култура на Република Македонија. Концертите се од областа на концертот за деца Карневал на животните, како и концерт квартет
саксофони на ученици од Државниот музички училишен центар од Штип. Истите ќе се реализираат во салата на Домот на културата. Часовите по пијано за кои беше објавено на официјалната страна на Домот се веќе во тек и ова година. Истите се реализираат 3 пати неделно, а терминот на часови е прилагоден во зависност од смените на училиштата. Истите се реализираат во Домот на култура во Валандово од стручниот соработник по музичко-сценска дејност Виктор Дапчев. Од 2023 во рамките на музичката едукација предвидени се неколку предавања на реномирани македонски музичари, педагози кои ќе зборуваат на темата музика за најрана возраст, како и музиката во македонскиот стил. Популаризирање и обликување на музичката култура кај граѓаните, како и едуцирањето се основаните заеднички задачи на музичката програмска дејност. Посебно акцент и ова година ќе се даде на помладата популација, децата ученици од основното и средно образование во општината, кои што во домот ќе се едуцираат за теорија на музика со солфеж, вокална интерпретација и свирење пијано. Од фолклорната детскиот фолклорен ансамбл е планирано гостување во земјата и во странство, како и настап на домашните фестивали. Ќе се работи на хореографија на Нови Ора, Тресница и Ослободско и на набавка на дел од носијата. Ќе се реализира завршениот летен концерт со кој ќе се заокружуваат работните активности на децата и играорците. Кон крајот на годината ќе се реализираат и новогодишните концерти, каде што ни покрај нив настапуваат и голем број на музички групи и пејачи од општината. Во оваа дејност забележително е и работата и на ансамбл Брскани Валандовчани, кои ја негуваат изворната и новосоздадената македонска песна. И годинава со својот репертоар ќе се представува во Гергелија, Струмица, Радовиш, Велес, Крија, Поланка и други градове. Традиционално и ова година ќе се одржи Валандовските петроденски музички средби, на кои учество ќе земаат неколку распеани градове. Од музејската дејност во програмата музејска дејност активност продолжуваат посетата на ученици од училиштето на Валанда, предавање и запознавање со археолошките локалитети Истер Марвенци и Стакина Чешма и други. Ќе се прават напори збирката да се збогати со повеќе предмети, како археолошки, така и етнолошки, и историски значени за нашето поднебие. Покрај материјалната култура ќе се направат пишани историски видувања и факти. Од ликовната дејност и ова година ликовната колонија од Валандово ќе го доживеат 27-то издание, ќе се реализираат на одредени места во градот и во Домот на културата. Темата ќе произлезе од валандовското секојдневие, валандовската архитектура и природа. Во неа ќе земат учество околу 15 на ликовни уметници од Републиката и страната. Отварањето на ликовната изложба ќе биде на 6 ноември, денот на ослободувањето на Валандово. Изложбата ќе биде представена и во други места во државата. Во инвестицијски планирано е изградба на парно грејење во зградата на домот, поправка на парното и таванот во киносалата, реновирање на машкото веце во домот, поставување на грамобрански систем, реновирање на библиотеката и оспособување на читална, набавка на електрично пијано и кинопроекта. Благодарам директоре за образложението. Отварам расправа, дали некој бара збор? Бидејќи никој не се јави за збор, 15-та точка од дневниот ред ја ставам на гласање. Ќе ве молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за е усвоена предно програмата за работа на јавната општинска установа Дом на културата 25 мај Валандово за 2023 година. Извештај за работата на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово за 2022 година. Овде е присутна директорката на јавното предпријатие. Ќе дадам збор да даде образложение. Повели директорке. Читувам председателе, почитувани советници. Како воведен збор од ова моје излагање денес за извештајот за работа на Комунален сервис Валандово за 2022, како прво би ја спомнала организационата поставеност на јавното предпријатие, која е формирана да действа во рамките на две служби, и тоа административна служба, стручна служба. Во рамките на овие две поделени служби функционираме со вкупно 61 вработен, од кои 33 вработени се во редовен работен однос, 21 се ангажирани со договор на дело и 7 преку агенција за привремени вработувања. Рековци, во тек на 2021 година беше комплетно завршен искупот на бунарот,
за да во 2022 година се постави комплетно во употреба нова пумпа за вода и целокупен довод на црева и самостојна табла за довод на струја и вода, за да работи како комплетно независен систем од старата пумпа. Што тоа значи? Значи да бидат во функција и двете комплетно, истовремено и независно, за да се стават во функција кога за тоа би имало дополнителна потреба во водоснабдувањето. Исто така, во 2022 година направена е санација од околу 233 дефекти на водоводната мрежа, 87 дефекти на канализационата мрежа, како во градот, така и во другите населени места. Извршени се и други санации, и тоа приклучување на водоводна и канализациона мрежа на Домот на култура во село Валинци, приклучување на истекот на реката Мичковица во канализационата шахта, за да се избегне долгогодишното излевање на водата по улиците во населеното место Брајковци. Исто така сакам да нагласам дека се интервенира и се помага и се постапува појавување секаде каде што за тоа има потреба, дури и во местните заедници каде што комунален сервис не стопанисува со водата, со цел да се излезе во пресвет на решавање на проблемите на граѓаните. Во прилог на извештајот за 2022 на јавното предпријатие комунален сервис ви доставив една табела од која се гледаат работните часови на пумпната станица во село Чалапи. Може да се забележи голема заштеда од дури 1/3 од вкупно работните часови на пумпата, што се должи исто така на домаќинско работење, следење на состојбите на терен и така интервенирање и постапување. Со оглед на сушната година и намалената издашност на водите во нашата општина, бројките на работните часови на пумпата покажуваат заштеди поради оптималната пресметана работа на пумпите, што значи заштеда во електрична енергија без при тоа да биде загрозено водоснабдувањето на населението во градот и населените места. Од делот за канализационата мрежа. Сакам да ви напомнам дека во октомври 2021 година се започна со искуп и основни зафати за изведување на канализационата мрежа во село Раброво, која се заврши до крајот на февруари, односно првата недела од март во месец 2022, откако почнавме со приклучување на домаќинствата во канализационата мрежа. Во 2022 година комплетно се изврши приклучување на сите домаќинства, се реши огромен проблем кај населението, како од хигиенски, така и од аспект на заштита на животната средина. Во тек на 2022 година направени се 35 нови приклучоци на канализационата мрежа во населено место Раброво, во градот и во Бојмискиот регион, што е за похвалба. Низ градот присутни се собирни решетки, сликници, контролни шахти, кои комуналното предпријатие редовно ги чисти на извесен период, со кој би се намалиле штетите од наредни порујни врнежи. Исто така, последната точка собирање на комунален отпад, би сакала да се осврнам на тоа дека депонијата за отпад кај местноста Сува река е ставена под контрола. Цела 2022 година, односно најмногу првата половина, се насочивме на уредување на депонијата. Со бетонски столбови се постави бодликава жица, но истата мора редовно да се одржува и да се мониторира. Исто така, кај собирањето на комуналниот отпад, клучен момент беше во 2022 година со помош на грант од општината се изврши набавка на 31 контейнер, 215 канти за отпад за домаќинствата и 43 канти за џебен отпад. Се распоредија адекватно на местата каде што пред тоа граѓаните ги нема, за да се подигне свеста и да се фрла на места каде што е одредено да биде ставен отпадот. Друго на кое што сакам да се осврнам, во 2022 година јавното предпријатие Комунален сервис Валандово ја превзема софтверската апликација Селектирај отпад, чија цел е подигање на свеста кај населението при селектирање на отпадот, и тоа на две фракции пластика и хартија.
Со позитивни искуства и вклучување на голем број на домаќинства, институции, ресторани и кафетерии се одбележа користењето и бенефитот од оваа апликација по придобивките од депонирањето на што помалку отпад, односно пластика и хартија на градската депонија. Континуирано и во 2022 година со колективниот постапувач Пакомак го организираме собирањето на стакло во поставените звона егла низ градот и исто така најавено е с голем број на вакви егла и по други населени места каде што сега ги нема. На крајот на декември 2022 година потпишан е троен договор помеѓу Комунален сервис Валандово, Општина Валандово и компанијата Евроекопак со цел продолжување на соработката на полето на сретирањето на отпад и негово депонирање во собирен центар, од каде што ќе биде превземан за понатамошен третман и дообработка во негова повторна употребна вредност. Во делот кај јавната чистота, сакам да напомнам дека покрај основните работи кои што секојдневно се вршат на територија на нашата општина, Комунален сервис по налог на општина Валандово учествува во чистење на јавните површини при секој организирање на настани од јавен карактер и тоа по потреба од имејство дежурни екипи во 2 смени со цел да се запази хигиената на градот и населените места кога за тоа ќе се укаже потреба. Кај градските гробишта исто така, во декември оваа година се отпочна со изградба на нови парцели на новите гробишта, кои согласно потребите ќе продолжат да се изработуваат и во следната година. Од основните средства за транспорт сакам да ве запознам дека во функционална и отлична состојба се сите специјални машини, редовно се сервисираат кои властени сервиси, што е еден чекор понапред, заради тоа што мора да имаме возен парк на кој што може да се потпреме во било кое време, во зимски услови, што е клучно за функционирање на една општина. Ви благодарам за вниманието. Ако има прашања, стојам на располагање. Ви благодарам, директорке, за образложението. Отварам расправа по 16 точка од дневниот ред. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, истата е ставам на усвојување, ќе волам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани, е усвоен извештајот за работата на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово за 2022 година. Директорке, ви благодарам за присуството. Преминуваме на 17-та точка од дневниот ред. Извештај за работата на територијалната противпожарна единица Валандово во 2022 година. Командирот на ТПП Валандово беше на комисијата и даде образложение, поради обврски не можеше да дојде на советот и не може да го образложи извештајот, но истиот е презентиран пред советниците и мислам дека е во ред. Така да отварам расправа, дали има некој за збор. Бидејќи никој не се јави за збор, истиот го ставаме на усвојување, ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема, воздржани нема. Констатирам дека едногласно, со 15 гласови за, е успен извештајот за работата на територијалната противпожарна единица Валандово за 2022 година. Преминуваме на последната 18-та точка, информација за јавната безбедност и безбедност на сообраќајот на подрачјето на општина Валандово за второто полугодие од 2022 година. Информацијата е ставам на усвојување. Ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека едногласно со 15 гласови за е усвоена информацијата за јавната безбедност и безбедност на сообраќајот на подрачјето на општина Валандово за второто полугодие од 2022 година. Со ова целосно е исцрпен усвоениот дневен ред. Овде е затварам 80-та редовна седница на Советот на општина Валандово. Почитувани граѓани, ви благодарам за вниманието.